Дали новата тупаница на СДСМ и на Бранко Цренковски всушност најава одредена алтернативна борба на политичко десување, можеби со изместување на тежиштето надвор од парламентарните клупи? Бранко Цренковски на два пати кажа што јавно, што меѓу редови може да се разбере таа порака, дека ВМРО може да се порази само со економска политика. Значи, веројатно тоа ќе биде голготата која треба да ја помени СДСМ. Значи, партијата која се обвинуваше дека е гробар на македонската транзиција, да го поврази овој ВМРО, кој се сметаше, посебно оваа екипа околу Груевски, дека е раната екипа, најголемите реформатори во Југоисточна Европа, токму на економски план. Ке има ли снага СДСМ тоа да го направи? Со оваа екипа и со овој Бранко Цренковски? Знаете, кога ќе се каже економска политика и економија, понекогаш тоа ми прозвучува као да зборува и дискутира Дзинго. Знаете, најпрочениот дискутант за економија во македонскиот парламент наназад 18 години е Љубизар Иванов Дзинго и тој само за економија расправа, при тоа веројатно кој знае што мисли кога за тоа не зборува. Зборувањето за економија и економска политика се разбира претворено на јазикот на политичка агитација, на јазикот преку кој што ќе се допре до граѓаните, е нешто сосема друго. Граѓаните ќе мора да бидат подсетени за тоа што точно им се случувало во овие неколку години додека оваа реформаторска прочиена екипа на Груевски влада е земјата. За жал, некои анкети, не овие анкети кои што ги генерира владиниот пропаганден механизам, покажуваат дека граѓаните не се толку среќни од владењето на Груевски, токму обратно. И второ, многу битно се разбира и страшното е тоа, нашите граѓани се апатични, отрпнати по македонски. Дали овој СДСМ, со овој состав што го има, е во кондиција да го порази Никола Груевски на следните избори? Ако бидат напролет, мислам дека СДСМ ќе влезе со големи шанси да победи. Напролет мислите 2010-та? 2010-та, затоа што сите калкулации говорат дека во онај редовен термини која ќе требаше да се вреднува владењето на Груевски, се наметнуваат околностите дека е можно тогаш да имаме избори во Република Македонија. Очекувате дека СДСМ во рокот 7 до 8 месеци ќе може да и покаже на македонската јавност дека партија која ги сватила грешките, бидејќи тоа веќе ќе треба да повтори или по трет пат, и дека може со економска програма и политика да го порази Груевски, бидејќи ако реален... читаме Бранко Цренковски, сваќаме дека тој смета дека само економски може да го порази Груевски. Јас се сложувам. Ние значи на големите теми веќе докажавме, не треба да докажуваме на македонската јавност дека знаеме подобро да ги менаџираме меѓуетничките односи или дека можеме подобро да ги браниме позициите на Република. Теми ги губите изборите. Така е. Значи на големите теми ЕУ, НАТО, приближувањето кон едната или кон другата наша цел или решавањето на меѓуетничките односи не се добиваат изборите. Се добиваат со економски, социјални проблеми. Гласови може да се добијат изборите. Никола Груевски ги доби со 480. Груевски се добива со 350.000 гласови. Со 350.000 гласови. Никола Груевски победи 2006 со 303, СДСМ 2002 победи со 490.000 гласови. Мислам дека е нереално да се создаде таква атмосфера да следниот победник има 480 или 500.000 гласови. Ќе се победи со 350.000 гласови. Може ли СДСМ да ги собери тие 350.000? Кога гледаме дека СДСМ има резервоар, значи СДСМ самиот мора да повлече над 300.000 гласови, друго е гласовите од оние опозициони партии кои се расположени за соработка. Значи, ако ги гледаме градоначалниците и нивните листи, се да само освои некаде 268.000 гласови. Значи, некаде бројка 270.000 гласови. Што значи дека се да само треба да донеси нови 80, минимум нови 80.000 гласови, ако сака да порази Никола Груевски. Тоа не е недостижна цел. Никола Груевски има 307.000, со Лазе Еленовски и со Живко Јанкуловски веќе се приближува до бројката 350.000, тој ќе брка бројката 350 од 380.000 гласови. Што да биде СДСМ сигурен ќе мора да иде над 350.000. Тоа ќе биде многу тешко. Па ќе биде многу тешко, но не е невозможно. Во крајен случај едноставно можеби ќе се создаде таква ситуација каде што многу битен ќе биде коалициониот капацитет на оној кој ќе биде победник. Значи оној кој ќе има поголем коалиционен капацитет ќе може да ги привлече и помалите етнички заедници. Без тие гласови и во моментов СДСМ и ВМРО би били изедначени на политичката сцена. Ако не е изедначени, ВМРО ДПМН без тие гласови има предност од 15-20% кои со една атмосфера која ќе се создаде сега позитивна, барем јас така очекувам или посакувам, мислам дека е достижна разлика. Дали на следните избори Бранко Цренковски настојува и посакува да го порази Никола Груевски ВМРО ДПМН на еден класичен ВМРО-вски начин со воведување на цврста рака во партијата. Сме набилели 15 години го познавате Бранко Цренковски. Што Бранко Цренковски може да направи да ја редефинира и рекомпонира политичката сцена во Македонија? Кој бил
Првиот чекор што го очекувате од Бранко Цренковски? И со што би можел да ви изненади? Па, кога би ги знаел ја тие сите негови прогнозираме, анализираме потези на Евровод, јас ти бев Бранко Цренковски. Затоа ве подпишуваме како политички аналитичар од оздола. Мислам дека тој првиот чекор е до крај да делува релативно искрено со сите параметри на еден политичар кој се соочува со проблем на државата, не партијата. Ве изненади со ваквиот рез во СДСМ? Повеќе 80% нови луѓе? Не, јас очекував, поинаку не може стар нов председател и стара нова структура. Значи нешто ново треба да се случи, ништо не изненада од тука. Но важно тој цело време да игра врз интерес на граѓани и државата. Без оглед колку да изгледа тоа болно. Но луѓето изгледа ги сваќат точно што треба да се направи, што не. Сваќат кој фрла камен и ја скрива раката и кој сака да се соочи со проблемот. Дали ова нов СДСМ или нов почеток на СДСМ? Како вие би го дефинирале? Подобро би рекол нов почеток на СДСМ, затоа што не случајно реков дека тој си направи круцијални грешки во однос на албанскиот коалиционен партнер пред 10 години. И сега се враќа, значи, со зрело, со нова опција, со нови идеи, најверојатно, и мислам дека има храброст да се справи со најболните, најчувствителни прашања во однос на јавноста. Тоа покажува за мене една голема новина во споредба на тоа што порано беше Бранко Цренковски. Секој Бранко Цренковски успешно функционираше во наводници, решавајќи ги политичките кризи кои ги прави и ги оставува МРОДПМН. Како пожарникар. Како пожарникар. Ќе видели повторно пожарникар или нема да има нова прилика од македонските граѓани? Не знам што ќе прави, но не верувам дека, пошто тој веројатно ја подучил лекцијата, ја верувам дека тој ќе игра на крупно и на државнички прашања. Колку ќе успее на тоа остане на времето.